Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Ивана Јанковска, вашиот водител на подкастот за Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза. Мултипла склероза или скратено МС е една од најчестите болести на централниот нервен систем. Тоа е хронична, прогресивна, имунолошка посредувана, воспалителна и дегенеративна болест на централниот нервен систем, која настанува кога имуниот систем ја напаѓа обвивката на нервните клетки во мозокот, рабитниот мозок и оптичките нерви, предизвикувајќи воспаление и последователна дегенерација, што води до прекин на невротрансмисијата на сигналот од една нервна клетка до друга. Повеќето луѓе со МС се дијагностицирани на возраст од 20 до 40 години, а МС е 2 до 3 пати почеста кај жените отколку кај мажите. Денес 2,1 милиони луѓе ширум светот имаат МС. Според податоците на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза, во земјава секоја година се дијагностицираат околу 90, односно 120 нови лица со мултипла склероза, додека вкупно од МС боледуваат повеќе од 1500 лица. Очигледните симптоми може да вклучуваат отежнато одење, губење на координацијата, грчеви во мускулите, слабост и промени во говорот. Но понекогаш проблемите предизвикани од МС не се видливи за надворешниот свет. Оштетување на видот, вкочанетост, замор, болка и когнитивни проблеми се неколку од вообичаените невидливи, скриени симптоми кои може да го променат животот исто колку и очигледните физички оштетувања. Пациентите со МС макотрпно се борат со овие симптоми кои јавноста не може да ги види, па чисто и не верува дека постојат, лепејќи им епитети како неспособни, мрзеливи, нерасположени. Токму на оваа тема, невидливите симптоми на мултипла склерозата, денеска ќе разговараме со научен соработник доктор Бојан Бошковски од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија Скопје. Многу од лицата со мултипла склероза исто така се соочуваат и со намалена когниција, односно промени во расположението, како што кажавте, и самите анксиозност или раздразливост кои можат да доведат дури и до депресија. Како најдобро може да се одржат сите когнитивни функции? Точно е, пациентите со мултипла склероза покрај тоа што имаат психички симптоми, како што е намалено расположение и чувство на страв, анксиозност, па што може да доведе и до потешка форма, до депресија. Исто така се намалуваат и интелектуалните функции, односно функциите и способноста за учење, спознавање нови содржини, помнење, критично размислување, особено кај интелектуалните функции, кога се обавуваат интелектуални функции. Кога станува збор за намаленото расположение, односно анксиозноста, тоа во почетокот особено се јавува во првите години кога пациентите се соочуваат со дијагнозата и нормално е да постои доза на страв и доза на загриженост и таа обично е непрепознаена и се јавува дури во 70% кај дијагностицираните пациенти, дури се јавува во првата година се јавува анксиозност и намалено расположение. Меѓутоа, многу често пациентите или не зборуваат за тоа, или не препознаваат, или им сметаат дека е нормално. Меѓутоа, некогаш тие симптоми се поизразени, односно се потешки од што би требало да биде нормално. Дури кога станува збор за лесна форма или само за поставување на дијагноза, пациентите чувствуваат сериозна анксиозност и намалено расположение. Така да мислам дека тука можеби некогаш и наша вина не разговараме доволно со пациентите, треба да им посветиме повеќе внимание, особено кај овие симптоми. Меѓутоа јас ги охрабрувам и пациентите кога да зборуваат за ова, особено со својот лекар, така да може на почетокот да се помогне, може некогаш е потребна и психолошка поддршка за ова, така да не би требало пациентите да ги оставиме сами да се борат со ова, треба да пружиме помош, а мислам дека во почетокот особено може многу да се направи. Кога станува збор за когнитивните симптоми, односно намалување на интелектуалните капацитети, морам да кажам дека тоа постепено, прогресивно кај пациентите се влошува. Основата на влошувањето е тоа што, како што кажавте вие во најавата, многу го објаснивте, тоа е дека хроничното воспаление на мозокот прави оштетување кое што не секогаш може да се регенерира и остануваат, да речеме народски,
лузни во мозокот. И Зашто? тоа кога се собира, односно кога се зголемуваат тие промени, тогаш настануваат и овие когнитивни пореметувања. Многу е важно да кажеме дека болеста треба да се држи под контрола и треба да се бориме со болеста во смисла да бидеме сигурни дека болеста не е активна, дека има пациентот е под терапија, дека не е мирна магнетната резонанца, клинички пациентот е добар, со тоа можеме да спречиме да се намалат когнитивните капацитети. А веќе кога се јавиле, тоа е исто така еден од невидлив симптом кој што прогресивно и постепено се појавува. Пациентите можеби на почетокот не се свесни, меѓутоа доколку се направат тестови за когнитивните капацитети, ќе видиме дека имаме благ пат на тие капацитети. Така да особено тоа станува е многу важно кај педиатриската популација, која што за среќа не е толку честа, меѓутоа кај педиатриската популација е многу поизразено намалување на интелектуалните функции, особено кога тие треба да работат, нели, кога треба да допринесат и кога се во работоспособниот период од животот. Исто така морам да кажам дека тоа го отежнува секојдневното функционирање, особено при продуктивноста, зависи од работната позиција, меѓутоа е исто така невидлив симптом кој што не можеме лесно да се справиме со него. Така. Кога станува збор за мултипла склерозата, најчесто кај нас луѓето нели првично се јавува слика во глава каде што имаме човек во инвалидска количка. Но исто така и оние пациенти кои ги имаат точно овие скриени симптоми кои што моментално ги зборуваме, често пати може да бидат во инвалидска количка која што е невидлива и тешко може да се објасни на целата околина, нели, работодавачите, па тука може да ги ставиме и пријателите. Како да им се објасни реалната ситуација која е настаната од конкретно овој проблем? Точно, тоа е еден голем проблем што ние го гледаме во секојдневната пракса, а тоа е дека пациентите иако изгледаат нормално, тие имаат скрини симптоми за кои што зборувавме, кои што сериозно го намалуваат квалитетот на животот, нивниот капацитет за справување со секојдневните обврски, а со тоа нормално се намалува и можноста прво, ако е намалено расположението, социјализацијата е намалена, социјалниот живот страда, дружењето се намалува. Ако се намалени когнитивните и ако имаме изразен замор, тогаш пациентот можеби не е задоволуван на работа, односно работодавачот не е задоволен од неговите перформанси, така да и тука настанува проблем. Кога тоа не е препознаено, пациентите немаат друг избор, бараат боледување. И тоа па уште повеќе ја влошува состојбата заради тоа што пациентите не се активни, седат дома, се зголемува анксиозноста, се зголемуваат, се намалуваат, дополнително се намалува расположението и тие најчесто не се разбрани. И јас многу пати кога зборуваме со пациентите, зборуваме за промена на работното место, што кај нас е тоа стварно стана толку тешко, па и дури и во јавните предпријатија многу тешко стана еден пациент да промени работна позиција. Значи пациентот доколку има една работна позиција, има мултипла склероза, не може повеќе да обава таа работна позиција. Доколку се препорача, обично во предпријатијата јавни компании најчесто им вика ајде земи си боледување, оди си дома и така, меѓутоа тоа не е добро. Пациентот треба да остане во работен однос, меѓутоа да му се помогне да ја промени позицијата, а не сакам да зборувам за приватните компании каде што мислам дека воопшто не ги разбираат пациентите и тоа мислам дека е малку и треба да се покаже една емпатија кон овие пациенти, доколку работел бил добар работник, сега наеднаш он станува не е толку добар заради тоа што не може да ги обава, а сепак не е крив самиот пациент, а тие невидливи симптоми се тие што го спречуваат. Не треба пациентот да биде во инвалидска количка за да разбереме дека тој не може да ги обавува секојдневните обврски. Така да некогаш треба малце да се замислиме и да размислуваме дека сепак таа боли или да прочитаме на крај крајава за каква болест станува збор, што може да бидат скрини симптоми, така да ако сакаме да им помогнеме на работа, дома. Но пред се за тоа треба да се разговара, како и да е, и со работодавачи, и со пријатели, за да може и тие да знаат за што станува збор. Пациентите треба да се охрабрени да разговараат, мислам, со сите, нормално е тоа е добро да споделат, кај нас исто така и тоа е проблем, не споделуваат, пациентите чуваат. Јас ги охрабрувам да споделуваат и со работодавачите и дома, и со пријателите за да бидат поразбрани, меѓутоа ги охрабрувам и тие што се во близина на пациенти со мултипла склероза да отворат и да прочитаат да видат за каква болест станува збор. Ви благодарам, докторе, што бевте наша гостина, вам почитувани, ви благодарам што не следевте.